Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со уште една емисија на Трета порта, каде и оваа недела го пребарувавме интернетот за вас и ги издвоивме најинтересните коментари, колумни и анализи. Темите кои се наметнаа во ова издание се состојбите по трговската војна со Косово, апсењата во операцијата Шпион, економијата. Почнуваме со трговската војна со Косово, а прва тема за оваа емисија ќе биде едиторијалот во утренски вестник на Мирче Јовановски, кој се осврнува токму на оваа тема. Јовановски вели вака: проблемот со брашното од граница повторно се префрли на домашен терен. Само што се затвори една непријатна епизода, блокадата од страна на Косово, која се закануваше да прерасне во вистинска трговска војна со далеку сежни економски последици, се отвори друга, со наплив на ефтино увозно брашно на македонскиот пазар. Мелничарите алармираа за камионите полни со овој производ, кои очигледно подготвени чекаа на граница да се укине владината мерка за да се упатат кон своите одредишта. Продолжуваме со коментарот со анализата на колумнистот на Дневник Дауди Ути, кој уште во својот наслов на колумната има насловено Ајвар, Боровинки и македонско-косовски зијан. Еве поентата на господинот Даути. Тој вели вака: еден од бизнисмените најдобро ја постави дијагнозата. Не е проблемот во дневните загуби за секоја фирма од оваа блокада, туку во големата веројатност да се изгубат позициите со мака стекнати на косовскиот пазар. Да не заборавиме дека македонските фирми го покрија во голема мерка косовскиот пазар по забраната на српските производи. И оваа ситуација, што за среќа се реши за кратко време, можеше да ја искористат други бизнис групации. Сепак, добро е кога добро ќе заврши по оваа голема врева за малку ќар. Сега, малку поинакво мислење од господинот Даути има аналитичарот Арсим Зеколи, кој својата колумна исто така ја посвети на македонско-косовскиот бизнис трговски проблем и колумната ја има насловено Брашнарска рашомонијада. Зеколи за разлика од Даути вели дека не е добро се што добро ќе се заврши, бидејќи според Зеколи, тој тоа го кажува во својата колумна, ова само го начнало проблемот, а не го решило. Вели проблемите во однос на релациите, трговските релации со Косово, но и со другите соседи ќе останат и тој бара системски решенија внатре во Македонија, кои би се решиле на начин со тоа што домашната пченка би се субвенционирала или некои други мерки. Па така во својата колумна Зеколи вели вака: 7 дена на Блаце ја разоткрија нашата сурова реалност, во која соседите полека го затвораат кругот околу само наметнатиот затвор на премиерот Груевски, кој се побезуспешно се обидува да не го представи како овоземски рај. По државничкиот нокаут додатина за името на земјата, за ушките од Софија на конто на националниот идентитет, економските пацки од Белград и Приштина, по се судејки следна наред за испраќање Катил Фермани до владата на Груевски и Ахметије Тирана, барем според изјавите на новиот премиер Еди Рама, кој повторно го приоритизира прашањето на албанците во Македонија. Вака Зеколи и трговскиот проблем со Косово го става во една поширока регионална рамка. Сега емисијата ја продолжуваме со реакциите на големата полициска акција Шпион, во која беа уапсени приведени повеќе од 17 лица осомничени за шпионажа и злосторничко здружување. Може слободно да се каже дека коментарите на оваа тема од страна на експертската јавност беа многу малку или речиси изостанаа со оправдување дека се уште нема доволно податоци. Но имаше коментари на социјалните мрежи и оние неформални коментари ги има кои се ставани после објавените материјали на медиумите.
Сега почнуваме со коментарите објавени на социјалните мрежи. Тука е професорката Билјана Ванковска, која вели вака: Среќа што сме земја која нема пристап на море, па нема толкав остров. Но кога една власт почнува да апсе во толкава мерка, сега веќе и луѓе кои се сметаа за блиски до неа, тоа е почеток на незиниот крај. Со мок се освоила власт, ама не се седи на него. Тука и коментарот на Јадранка Костова, главен и одговорен уредник на неделникот Фокус, која вели вака: Мене веќе ништо не ме изненадува. Јас пишував пред 2 недели во Фокус дека власта спрема вакво нешто, па самата Мирка тоа го најави во колумна, а сигурна сум дека ќе има втор дел од приказнава, нема да застана тука. Инако никако не можам да ги поврзам ликовите кои се уапсени, еден со друг, никако не е да то никаква комбинација. Чекам повеќе информации за да изградам целосна слика што им е сега ова. Тука е и коментарот на Ацо Кабранов од порталот Либертас, кој вели: Дигањето на ваква галама е само уште една шашма за да се сврти внимание од актуелните проблеми. Не ме чуди да продолжат со вакви циркуси и апсења, како ќе им се намалува рейтингот, ќе стануваат се понервозни и порадикални. И коментарот на новинарот и аналитичар Сашо Ордановски. Сите досегашни групни апсења на владата делуваа спектакуларно во првиот момент, за потоа да се испостави дека доказите се слаби, сведоците се предомислуваат, обвинувањата отпаѓаат, а уапсените завршуваат со уништени кариери и уништен углед, и се сведува на линч на неистомисленици. Мене не ми е јасно што има во државата да се шпионира, бидејќи Македонија нема ниту некоја јака индустрија, ниту пак воена индустрија како ракети или авиони или подморници или тенкови, но мислам дека е прередување на некакви коцки на самата власт, бидејќи многу од уапсените се од самата власт, се сведува на крај на пари и линч, нема друго. Тука се интересни коментари од социјалните мрежи, па така редовните, активните корисници, како например Владко Васил, вели: И тука се однесува на посетата на премиерот Груевски на затворот Идризово и најавата за негово проширување. Премиеров, ама го опиша затворот, да не давате кредит за купи келија, купи самица. Тука Васил малку хумористично се обраќа, како и што и начин на социјалните мрежи. Продолжуваме со новинарот Срđan Стојанчов. Притвор стана новата војска. Ако не си бил, нешто не е во ред со тебе. И исто така хумористичен коментар. И уште еден од Ивор Мицковски, кој исто така е новинар, но и член на СДСМ, кој вели: После Мио и Дамовски ни објаснува како е убаво да си уапсен. Ме уапсија, ги сакам, супер дечки се, коректни и професионални. Сега се префрлуваме на порталот на Вечер, каде е објавен текст за мега апсење, операција Шпион, државни тајни на распродажба. Во текстот во кој е опишана целата операција, со сите расположливи детали, објавени се и деталите од кривичниот закон, кои се казните за шпионажа, за одавање државна тајна. Казните се прилично големи, од 1 до 10 години. И тука се коментарите на читателите на Вечер. Па така извесен господин вели: Па господа, така е кога на такви одговорни места се вработуваат луѓе со сомнително минато. Битно е да имаат добри врски при вработување. Честните македонски граѓани нека ја напуштат земјата од тие цинкароши, но малку е ова. А што е со предаствата од 2001 година? Тие се заборавиле? Мислам дека повторно и овој случај има да се влече до недоглед и на крајот има да добијат една минимална казна, доколку воопшто и дојде до тоа. Тука има и други коментари. Еве, ќе го прочитаме овој, вели вака. Тука веројатно се однесува на апсењето на
поранешниот полициски генерал Горан Стојков. Ах, пусти шпионски генерал, после грците и бугарите се знаеле за нас. Друг читател вели: ако се казнат како што треба, ќе се помислат после и другите дали треба да шпионираат. Само строга казна, смрт на фашизмот, така Тито велеше. И ќе го прочитаме уште овој коментар, во кој се вели вака: генерали, шефови на кабинети, шпионажа. Македонија од секогаш патела од своји предавници. Ставете ги во затвор да изгнијат додека се живи. Не ни одат добро работите, со оваков изрод доста и ни одат. Сега се префрлуваме на полето на политиката. Тука имаме коментари кои се однесуваат на работењето на новиот градоначалник на Центар, Андреј Жерновски. Имаме коментари кои се однесуваат на економијата, имаме некои мислења и анализи кои велат дека економијата во Македонија е подобра. Има мислење и анализи дека состојбите, економските состојби не одат баш така добро. Сега одиме со коментарот на Димитар Грумар, насловен Валтер го брани Центар. Во него Грумар вели вака: се осврнува на работењето на градоначалникот Жерновски и вели дека постојаните повици за слобода и за слободен центар не кореспондираат со реалноста и тој вели дека тоа се злоупотребува во политички цели. Грумар вели дека градоначалникот наместо да повикува на слобода и да ги користи тие термини, да почне да работи. Па така, поентата на Грумар е следната. Тука алудира на филмот познатиот Евергрин Валтер го брани Сараево. Валтере, премногу убаво звучи зборот слобода, но уште поубаво е во слободните општини да може да се најде и слободно место, например паркинг. Убаво е да се градат слободарски кули вавилонски, ама по 4 години слободарскиот живот ќе се бројат паркинзи, улици, тротоари, паркови, а не само стари ветви слободарски финти. Забавно е за партиските симпатизери да се глуми Валтер, ама умно е понекогаш да се излезе од старите филмови и да се игра новата улога која од граѓаните доделена на изборниот кастинг. Продолжуваме со колумната на Илија Димовски од ВМРО ДПМН, која е посветена на економските состојби. Димовски вели дека последните статистички податоци за растот на економијата се добри и дека се остварени во исклучително тешко време. Колумната на Димовски е насловена "Колапсот најавен од опозицијата не се случи", мислејќи на економскиот колапс кој според Димовски бил најавен од опозицијата. Поентата на Димовски е следната, вели вака: добрата економска политика е видлива и денес. Растот на македонската економија е трет по големина во Европа. Пред нас се само балтичките држави, Латвија и Литванија. Секако, ова не значи дека нашата економија е подобра од сите држави под нашата позиција, но значи дека нашиот раст е подобар од растот на државите што се на листата по третото место. Тоа не е доказ дека имаме подобра економија, но е цврст доказ дека спроведуваме подобри економски политики кои поради гола критика се секогаш изложени на напади од страна на опозицијата. Продолжуваме сега со борбата во политичката арена, која овој пат е насочена на економијата, па тука е своевидниот одговор на овој став на Кирен Алмов од СДСМ,
чие мислење е насловено завршна пресметка, но тука не се мисли на политичка пресметка или некаква физичка, туку на пресметка на државниот буџет. Наумов критикува дека Министерството за финансии се уште не објавило завршната сметка на буџетот, иако има обврска да го направи тоа, а својата поента ја искажува тука. Вели дека, дека состојбата не е добра, дека Македонија се задолжува и дека во централниот буџет снемуваат пари. Па Наумов вели вака: тешко е да се предвиди што ќе се случи попрво. Јас степувам на зголемување на даноците. Зголемување на акцизите испадна само капка во празниот бунар. Не следува зголемување на данокот на приход од авторски права. Според некои гласишта дури до 60%. Тој е крај на фамозниот рамен данок, ако порастот на бруто националниот приход во второто тримесечие годинава, владата се обиде да се фали, имајте предвид дека се споредуваме со лани кога во истиот период имавме раст од минус 0,9%. Затоа веднаш присетите се на оној стар добар виц за двајца мачо фраери кои во наплив на искреност си признаваат лани за малку, еднаш годинава послабо. Ова е ставот на Наумов. Продолжуваме со колумната на професорот Благоје Јанев, која се однесува на можното формирање на нова национална авиокомпанија, која сега се најавува дека ќе се формира од страна на странски инвеститор. Професорот Јанев во својата колумна ги опишува сите проблеми кои Македонија ги имала со своите авиопревозници, почнувајќи од првиот палер Македонија. Кажува дека сите тие ги нема веќе поради економски причини, а еве го неговата поента кои се опасностите и за евентуалниот нов авиопревозник. Каде е можниот извор на проблеми, кој може да и наштети на оваа идеја за формирање македонска авиокомпанија, па било тоа да е со странски капитал? Одговорот е еден и единствен и го имаше во сите неуспешни десетина обиди предходно. Тоа е политиката. Да, токму политиката и политичкото мешање и мешетарење во македонскиот авиосообраќај, придружено со редовни притисоци, пресметки, туторства, приземјувања, санкции, но и силен протекционизам во одделни случаи, во изминативе повеќе од 2 децении ја урнисаа кај нас оваа во светот исклучително ценета, софистицирана и доходовна дејност. Ова е колумната на професорот Јанев. Сега емисијата ја продолжуваме со теми кои се на некој начин поврзани со економијата, но малку повеќе со туризмот. Тука се однесува на неможноста на лошото организирање на македонските туристички дестинации, па почнуваме со колумната или коментарот на Љупчо Гаштеовски, кој е енергетичар и екологист и кој го опишува своето искуство кога група на своји гости од странство се обидел да ги прошета низ скопските туристички дестинации. Поентата на колумната е тук, вели вака: во вторникот пред денот на државноста, од Милениумскиот крст пешачевме за матка. Лутавме по необележените патеки. Заглавувавме во смрекарници, шипкарници и набасавме на јабонџи од Германија на истото дередже. Бевме заробени и малтретирани затоа што некој не седнал да поарчи половина кило боја за ознаки на трасата и не забиени 5 тараби на крстопатите. Па таков безизлез ретко сум бил и затоа што секој втор збор го глаголував со мајка шајка, а башка требаше да тешам и изгубени германци. Кој исто така, според колумната, не кажувале добри зборови. Еве го коментарот и на Мирослав Грчев, архитектот, исто така член на СДСМ, објавен на блогот Окна МК.
Тука професорот Грчев се осврнува на неговата специјалност, тоа е Скопје 2014, вели вака: за да се измери колосалната глупост на преродбеничките митови за Александар како татко на современата македонска нација и за повторно раѓање на белата раса на македонските ариевци, мора да се свати дека на преродбеничката револуција е всушност жртвуван вкупниот корпус на македонските национални интереси, меѓународната положба на земјата, незината внатрешна стабилност, вистинскиот идентитет на нацијата и сите културни вредности кои македонската држава ги изгради за 70 години постоење. Ова беше коментарот на Грчев. И ќе завршиме со колумната на Александар Русијаков, кој е активен во невладините организации кои се против промена на името и бараат прекинување на преговорите. И оваа колумна е објавена веднаш по посетата на Метју Нимиц на Скопје. Колумната е насловена "Доста се фолираме", а поентата на Русијаков е ставена тука. Она што сега јас го очекувам како граѓанин е премиерот Груевски и председателот Иванов да ги тргнат настрана стравот и уцените со кои сигурно се соочуваат, а на маса да ги стават разумот и реалноста. Очекувам лидерот на опозицијата Заев да ја исправи кичмата, ама низ таков рехабилитацијски третман да помине и неговото членство, па да се приклучат на истата таа маса на која ќе ги поконат и сите оние експерти што долго време зборуваат за замките кон кои не турка Атина, да ги остават настрана политичките разлики и меѓусебната нетрпеливост и конечно да изградат една единствена позиција што многу гласно ќе му ја соопштат на светот преку официјалните институции. А тоа е дека Грција ниту преговара, ниту разговара, а ние немаме намера да се само кинеме. Почитувани гледачи, ова беше последна содржина во оваа трета порта оваа среда. Вие останете со програмата на 24 вести, а трета порта емисија која сурфа за вас и ги пребарува најинтересните интернет содржини, гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути.